Директорот на Антропик, вештачката интелигенција е закана за слободата. Дарио Амодеј предупредува дека без итна регулација, вештачката интелигенција може да стане алатка за воспоставување на глобален тоталитаризам и масовен надзор. Ризици од суперинтелигенција. Брз напредок. Во рок од 2 години, овие системи би можеле да станат попаметни од добитници на Нобелова награда и да работат 10 пати побрзо од луѓето. Диктаторска алатка. Автократските режими можат да ја користат технологијата за анализа на милиарди разговори, со цел да ја задушат секоја нелојалност кај граѓаните. Мерки за заштита. Амодеј предлага строга контрола врз продажбата на напредни чипови и законска обврска за транспарентност на компаниите. Според него, употребата на оваа технологија за репресија треба да се смета за злосторство против човештвото. Возрастниот пазар ги движи трендовите кај играчките. На светскиот саем во Нирнберг, околу 2300 изложувачи потврдија дека возрастните стануваат клучни купувачи. Тие сега остваруваат речиси 1/3 од вкупниот промет на најголемите светски пазари. Клучни трендови и бројки. Технологија и креативност. Најбарани се играчките со вештачка интелигенција и креативните сетови за возрастни. Доминација на Кина. Европската унија увезла играчки вредни преку 7 милиарди евра, а дури 80% од нив пристигнуваат од Кина. Европски извоз. Чешка, Германија и Белгија се одговорни за речиси 60% од извозот на играчки надвор од унијата. Заклучок. Индустријата за играчки се трансформира, фокусот се префрла од децата кон возрастните купувачи и паметните технологии, со што се отвораат нови пазарни можности.